Провокација, жесток национализам, непочитување на Преспанскиот договор. Врие на југот за враќањето во усна употреба на името Македонија. Грција лута и на председателката и на известниот мандатар Христијан Мицкоски. Закани за раскинување на Преспанскиот договор и коментари дека провоцирал. Оти рече, ке ја нарекувам мојата земја како што сакам. Во Грција реагираат и власта и опозицијата. Нови предупредувања стигнаа од грчкиот министер за надворешни работи, кој побара од Македонија и идната влада да го имплементирале целосно договорот од Преспа. Не можел веќе да толерира никакво прекршување. Уште еден министер во владата на Мицотакис, оној за здравство, Адонис Георгијадис, се закани дека ако лидерот на ВМРО ДПМН е станел премиер и продолжил со ваквите изјави, нивниот премиер ке го поништел договорот од Преспа. Реагираше и опозицијската Сириза. Сакале да го потсетат Христијан Мицкоски да го почитувал меѓународното право. За упатените овие реакции од Грција се очекувани, бидејќи соседите долго време биле навикнати официјалните лица во Македонија да ја наведнат главата, да замолчат и само слепо да спроведуваат. Прераната и изнасилена употреба на придавката Северна и во моменти кога била непотребна ја навикна Грција на слепата послушност. Сега, според експертите, конечно Македонија покажала цврст став и воопшто не е прекршен договорот од Нивици. Во договорот од Нивици кој се цитира, нема никаква основа да се оспорува тоа што го користат и председателката, што го најави и следниот премиер. Во членот 7, кој е клучен по многу што, се објаснува како двете страни ќе ги користат термините Македонија, македонски, македонска, македонско. Мислам дека крајно време беше да покажеме дека имаме своје јас, дека се бориме за интересите на оваа држава и на овој народ и дека сме доведени во еден тесен ќорсокак благодарејќи на нашите капитулантски предавнички политики. Не само што Македонија не го прекршува договорот, туку има спроведено и повеќе од тоа што требаше во изминатите години. Додека пак Грција нема речиси ништо. Го коментира Никовски односот Скопје-Атина во поглед на преземените обврски на двете земји. Оваа ситуација е пред се резултат на нашето досегашно недолично однесување и тие кога видоа дека со нас може да се играат како што сакаат, тие се засилија и бараа работи кои се надвор од умот, кои немаат врска со реалноста, кои немаат врска со договорите. Постапките на Силјановска Давкова и Христијан Мицкоски со цврст став околу употребата на името Македонија и покрај тензиите околу договорот со Грција. Лидерот на ВМРО ДПМН се залага за меѓусебна соработка и економски врски. Во врска со името на земјава, Мицкоски рече дека во комуникација во институциите и меѓу институциите ќе се користи уставното име, но како тој ќе си ја нарекува државата е негово човеково право и ги повика грците кои се жалат за прекршување на Преспанскиот договор да одат до меѓународниот суд.